Она што беше констатирано во сите меѓународни извештаи за почитување на човековите права, дека актуелната власт врши притисок и ги злоупотребува државните институции за суспендирање на основните демократски права, деновива добива загрижувачки димензии со однесување на министерот Тодоров. Се покажа дека министерот Тодоров, а и целата ВМРО-ДПМНЕ се подготвени да сторат се, само да не успее штрајкот на лекарите и како дете кое си наети да покажат дека ќе биде понивно. Откако формираа неколку паралелни синдикати, откако ги пуштија директорите на сите можни начини да им се закануваат на лекарите, сега го достигнаа врвот на своето недемократско однесување, со поднесување на тужби и пријави кон самостојниот синдикат во здравството. Она што дополнително фрапира е дрскоста која покажуваат со нивната манипулација на судот, додека граѓаните за рочиште во суд чекаат и по неколку месеци или година, министерот Тодоров си обезбеди рочиште само за 2 дена. Веќе наголемо се зборува дека одлуката на судот е донесена и пред да започне постапката, и само се бирало времето кога ќе биде и официјално објавена дека за прв пат во Македонија ќе се забрани штрајк. Додека сето ова се случува, без разлика што самостојниот синдикат на здравството не е дел од Сојузот на синдикати, македонскиот синдикален лидер не најде за потребно да излезе и јавно да ги осуди сите обиди на власта да го задужи штрајкот на лекарите, што е уставно загарантирано право. Груевски и ДПМНЕ со своите постапки не само што огазат достоинството на лекарите, туку се играат и со достоинството и независноста на судот. Тие со ова покажуваат дека можат што сакаат да прават и дека е само прашање на нивна добра волја докаде ќе ја злоупотребуваат власта. Министре Тодоров, лекарите не се лажни жртви на транзицијата, лажни стечајци и земјоделци и сите други лажни здруженија кои ВМРО-ДПМНЕ ги формира за да манипулира со нив. Лекарите не ви сгрешиле со тоа што зборуваат за плата, што се грижат за нивната семејна екзистенција, за нивниот дигнитет и за вредување на нивниот труд. Лекарите ниту ве навредиле, ниту ве понижиле, ниту сториле криминал за да завршат во судница. Тие само се борат за работничките права, за почитување на нивниот труд и достоинство. Министре Тодоров, вие ќе бидете запишани во политичката историја како прв министер кој со судска одлука го ограничи уставно загарантираното право на штрајк во Македонија.